Струмичани бараат целосен карантин, ги загрижуваат бројките кои секојдневно се поголеми. Прстот го вперуваат кон младите кои се најнедисциплинирани. Фактот дека во Струмица има мали семени кластери го потврдуваат и од Центарот за јавно здравје во Струмица, за кој вината повторно паѓа врз младите позитивни лица, кои вирусот го пренесуваат во семејствата. По мене, може би и да. Може би и да. Дали после 10, дали после 11 сати, затоа што со младите нешто не е работа баш како што треба. Како што треба да биде. Ако се зголемува бројот, треба. Треба младите малку да им се скратат тие кафичите работното време. Големен бројот треба да се воведе. Тоа треба да биде неминовно кога сме несовесни. Сликата во Струмичката болница само го потврдува фактот дека лекарите веќе се немокини. Не само што нема доволно број на медицински персонал, куборат и со легла. Се прави место за легло повеќе, ама не може да им се пружи соодветната медицинска нега на пациентите. Отипа и медицинските сестри, речиси секојдневно стануваат позитивни на вирусот. Па за сега се бориме да одговориме и да формираме тимови кои што ќе работат тука во тој дел. Меѓутоа се потешко заради и активноста, не активност заради работата на сестрите кои што се во другите оддели ангажирани. Ако има некои болници, сестри кои што можат да ни помогнат, да бидат регрутирани преку Министерство за здравство, да ни помогнат во болница во овој период. Најава за нови карантини и целосно затворање во земјава нема. Лекарите не само што апелираат до населението да ги почитуваат безбедносните мерки, започнаа дури и да ги молат од здравствениот систем може да доживеат тотален колапс. Струмица неколку седмици поред е втор град со најмногу активни и заболени од COVID-19.